Добре дојдовте на уште едно ново видео поврзано со вежбите за ниво А1. Во овие вежби, кои ќе бидат поделени на два делови, ќе вежбаме реченици кои се поврзани со зборови и фрази за почетници, или Wörter und Phrasen für Anfänger. Истото предавање, односно истите вежби, ќе бидат поделени на два делови поради обемноста на материјалот. Овие вежби се поврзани со предавањето, кое се нарекува зборови и фрази за почетници и ние видео кое е со најмногу прегледи во целиот канал, односно околу 84.000 прегледи. Можеме да започнеме. Овие вежби ќе ни бидат поделени на 4 делови и тоа Begrüßungen und Ansprache или поздрави и начини на обраќање. Втор дел die Inschriften или надписи, die andere Wörter, други зборови и четврто die Phrasen или фрази кои се поврзани со почетници. Ке започнеме со поздрави и начини на обраќање. Имаме неколку зборови кои веќе ги имате сретнато во некои од претходните видеа, тоа се хало или здраво, Guten Morgen, добро утро, Guten Tag, добар ден, Guten Abend, добра вечер, Gute Nacht, добра ноќ и Tschüss или чао. Да прочитаме по една реченица за сите од нив. Ich sage erst einmal Hallo. Јас кажувам прво еднаш здраво. Guten Morgen, ich bin hier. Добро утро, јас сум тука. Guten Tag, ich möchte Sie etwas fragen. Добар ден, јас би сакал нешто да ве прашам. Guten Abend, sagte mit ruhiger Stimme. Gute Nacht, sagte das Mädchen bitter. Добра ноќ, рече девојката огорчено. И последниот збор, sag tschüss zu deinem Leben. Кажи чао на твојот живот. Одиме понатаму со некои други нови зборови. И тоа Auf Wiedersehen или довидување. Bis später се гледаме подоцна, bis morgen се гледаме утре. Фрау или господја, Fräulein, господица и Herr, господин. Тоа се некои од начините на обраќање. Да прочитаме реченици. Sie legten auf, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Ја спуштија слушалката без довидување да кажат. Bis später, Liebling, sagte Thomas. Се гледаме подоцна, мила, рече Томас. Bis morgen, sagte und ging zur Tür. Се гледаме утре, рече тој и отиде до вратата. Ist an Land gegangen, seine Frau zu begrüßen. Тој беше во брегот отиден неговата господја да ја поздрави. Wann erwarten Sie das Fräulein zurück? Кога ја очекувате господјицата назад? Der Herr bereitet das Frühstück für die Dame. Господинот подготвува појадок за дамата. Тоа беа за реченици, поздрави и начини на обраќање. Продолжуваме со вториот дел или надписи. Eingang, влез, Ausgang, излез. Vorsichtig, внимателно, wichtig, важно, unwichtig, неважно и erlaubt, дозволено. Über dem Eingang brannte Licht. Над влезот светеше светло. Es gibt noch einen zweiten Ausgang. Има уште еден втор излез. Vorsichtig öffnete die Tür. Внимателно ја отвори тој вратата. Ist das denn so wichtig? Дали е тоа толку важно?
Das ist doch ganz unwichtig, тоа е сосема неважно. Mein Dienst erlaubt es nicht anders. Мојата должност не дозволува поинаку. Одиме понатаму со некои други надписи. Verboten забрането, frei слободно, besetzt зафатено, geschlossen затворено, geöffnet отворено и Ermäßigung попуст. Es ist nicht verboten. Тоа не е забрането. Frei kann ich nun wieder sagen. Слободно можам јас сега повторно да кажам. Da ist diese Zeit jeder Tisch besetzt. Тука е во овај час секоја маса зафатена. Die Tür zum Nebenzimmer war geschlossen. Вратата од соседната соба беше затворена. Die Tür wurde geöffnet. Вратата беше отворена. Sie haben Angst, dass sie Ermäßigung geben. Тие се плашат дека попуст даваат. Одиме понатаму. Телефон нума, телефонски број. Апотеке и Krankenhaus. Веќе знаете, интернет, хотел, исто како на македонски. И Parkplatz, паркинг. Gib mir deine Telefonnummer. Дај ми го на мене твојот телефонски број. Die Apotheke hatte leider schon geschlossen. Аптеката беше за жал веќе затворена. Seine Frau liegt im Krankenhaus. Неговата сопруга лежи во болница. Das Internet potenziert diese Sachen viel. Интернетот ги потенцира овие работи многу. Die letzte Nacht hatte im Hotel geschlafen. Последната ноќ имаше тој во хотел спиено. Stieg am Parkplatz in seinen Wagen. Тој влезе во паркингот во неговиот автомобил. Одиме понатаму, уште неколку зборови, тоа полицај или полиција, Feuerwehr, пожарна и такси. Haben Sie die Polizei schon verständigt? Имате ли полиција веќе известено? Von rechts kommt die Feuerwehr. Од десно доаѓа пожарната. Minuten später saß in einem Taxi. Минути подоцна седел тој во такси. Третиот дел за ова видео, кој ќе го поделиме на два делови, бидејќи имаме многу останати зборови, ни е поврзано со други зборови или на германски die andere Wörter. Започнеме со für, за, nur, само, etwas, нешто, nichts, ништо, aber, но, und, и oder, или. Es gibt keine Fenster für ihn zu schauen durch. Нема прозорец за него да гледа низ него. Im Parkplatz ist nur wenige Auto geparkt. На паркингот се само малку автомобили паркирани. Ich werde ihr etwas bieten müssen. Јас ке морам неа нешто да ја понудам. Aber weiter weiß ich nichts. Но понатаму не знам јас ништо. Истата реченица, бидејќи изборот aber се споменува во неа. Mit das hier und jetzt wir leben. Со ова овде и сега ние живееме. И последна реченица за овој слайд, sehr wenig Fleisch oder Muskel. Многу малку месо или мускул. Одиме со следни зборови, alles, се, alle, сите, allein, сам, jemand, некој, niemand, никој,
и доат или таму. Woher weißt du das alles? Откаде знаеш ти се тоа? Alle von ihnen inaktiv erscheinen. Сите од нив неактивно изгледаат. Ist dieser Mann allein in der Wohnung? Сам ли е човекот во домот? Следна реченица, hat dich jemand auf dem Weg nach hier gesehen? Имаш ли ти некој на пат до тука видено? Zu Hause wartet niemand auf mich. Дома не чека никој на мене. Was liegt dort zu meinen Füßen? Што лежи таму на моите нозе? Одиме понатаму со hier, тука, sehr и viel. Едниот збор е за придавки, другиот за именки означуваат многу. Wenig, малку, bisschen, многу малку или малце и billig, ефтино. Sie müssen hier sein aus einem anderen Grund. Тие мораат тука да бидат од друга причина. Sehr hübsches Ding übrigens. Многу убава работа, патем. Hatte also nicht viel zu befürchten. Тој немаше според тоа многу да се плаши. Bleibt noch ein wenig Liebling. Остани уште малку, мила. Das kommt alles ein bisschen zu schnell. Тоа дојде се малце пребрзо. Wir machen es billig auch wieder nicht. Ние не го правиме ефтино исто така. Останатите зборови ќе ги продолжиме во следниот дел, односно во следното видео, а сега за крај да направиме мала вежба во која ќе е потребно да ги поврзете соодветните зборови кои одговараат на германски и на македонски јазик. Имате неколку секунди, па со наша помош ќе ги решиме заедно. Guten Morgen, добро утро. Guten Abend, добра вечер. Guten Tag, добар ден и Gute Nacht, добра ноќ. Уште една вежба. Vorsichtig, внимателно, wichtig, важно. Bis später се гледаме подоцна и bis morgen се гледаме утре. И последна вежба за ова видео. Und, и, aber, но, ода, или, и hier, тука. Се надеваме дека видеото ви е од голема помош за подобрување на вашиот вокабулар. Ако е така, кликнете лайк и следете не на Инстаграм. Се гледаме во вториот дел од видеото за неколку денови.